Неодамна излезе од печат новата книга на авторката Христина Илиева од Кочани под наслов Говорот на молкот. Станува збор за нејзино трето авторско дело, по првото во Потрага по себе и втората е онлайн објавена книга за деца под наслов Боите на детскиот свет. Во Говорот на молкот и во поместените 30 на песни, авторката Илиева зборува за заборавените вистински вредности, љубов, почит, хуманост, добрина, кои звучат демоде во овој така наречен нов поредок од свет, а всушност тоа е оската на симетрија и тежиште околу кое човештвото се уште гравитира. Илиева во книгата зборува дека промената започнува во секој од нас, не од утре, туку од денес. Книгата содржи две тематики, духовна и душевна. Без тоа зборувам за духовната и за душевната страна. Душевната страна нема да осознаеме ние никогаш ако прво не нурнеме длабоко во себе. Да си го пронајдеме тоа сокровиште и скинија, каде што ќе го направиме чистилиште од нашето срце и душа, како што рекол сите макари, сите наши сетила и органи имаат своји внатрешни органи, да гледаме со очите и на срцето. Така кога во себе ќе го пронајдеме на човечкото што го барал и Диоген, што ние заборавивме да го бараме за оние вистински исконски вредности, тогаш значи не можеме сами, туку се треба да препуштиме во Божји раце. Таа битка на човекот, значи не може самостојно, човекот не е семоќен и себешен како што е Бог. И тие две теми некако комплементарно ми се испреплетува и мислам дека заслужува да се направи една симбиоза. Поезијата мора да биде искрена, значи секој стих има своја тежина, своја емоција, своја големина. Насловот Говорот на молкот е оксиморон, или толку контрастен да речам, затоа што ние луѓето престанавме да се слушаме едни со други. Престанавме, како што ни вели во Божјото слово, сакај го ближниот како што се сакаш себе си. А ние станавме премногу суетни, егоистични, егоцентрични. Заборавивме да се почитуваме меѓу себе, заборавивме да се слушаме за да се разбереме. Сметам дека секој од нас треба да си направи свој храм во душата и оттаму да почне да си ги бара и своите цели, своите патешествија, своите насоки. Сега никогаш или најчесто е многу тешко, посебно кога во животот сам се борите за двајца, кога сте интелектуалец, не валоризиран, кога толку се обидувате да направите нешто од себе во својот живот, за своето дете и за целата заедница, а тоа од друга страна не доживува фидбек, посебно кога освојувате меѓународни награди, признанија, имате за себе успешни проекти овде во странство, а не сте препознаени во својот град. Значи, сите тие битки многу болат. Меѓутоа, ако не се препуштаме на таа болка, може да потонеме. Меѓутоа, сепак мора да постои некој излез, некоја светлина. Нашата борба не е само за нас, нашата борба е и за нашите деца. Нашата борба е за околината, за луѓето околу нас, за целата наша земја. Ако ние не сме промотори на соодветен начин, значи ние не само што нема да постигнеме нашата цел, туку ние сме се изгубили на патеката на животот. За првата песна во книгата Дојди ми не дојдија на овогодинешниот фестивал Парнасо во Италија од 60 земји од целиот свет, песната на Илиева ја освои наградата за трајни вредности. Тоа е голем успех кој многу значи на Илиева и истата песна во книгата е поместена и со превод на италијански јазик. Илиева уште како ученик има учествувано во многу надпревари, а сега како поет и писател има учествувано на многу домашни и интернационални конкурси за поезија и ликовна уметност, а илустрациите во книгата се лично нејзини. Има освоено многу награди и признанија на меѓународни фестивали, меѓу кои освоена втора награда за истражувачко новинарство, што понатаму влезе во конкуренција за ЕУ награда, а има добиено и пофалница за есеј на слободна тема во Австралија и учесник е на светскиот надпревар за иконографија. Книгата Говорот на молкот е одобрен проект од овогодишната програма на Министерството за култура, а пред јавноста ќе биде промовирана, но за датумот и местото на промоцијата, согласно протоколот за заштита од COVID-19 и моменталната здравствена криза, љубителите на пишаниот збор дополнително ќе бидат известени.